Додека подржувачите жалат по председателот Чавес, многумина во и надвор од Венецуела се прашуваат што носи иднината. Харизматичниот политичар имаше дефинирана улога на светската сцена. Главно ги предизвикуваше САД за она што го гледаше како политичка и економска доминација на Вашингтон во Јужна Америка. Майкл Шифтер раководи со интерамериканскиот диалог во Вашингтон. Не може да се разбере Чавес ако не се свати неговиот огромен апетит за моќ во рамки на Венецуела и во рамки на Јужна Америка, што значи предизвикување на суперсилата. Тој постојано ги обвинуваше САД за подкопување на неговата социјалистичка револуција. Неуспешен пуч во 2002, поддржан од администрацијата на Буш, уште повеќе го зацврсти антагонизмот. На средбата свикана на денот кога Чавес умрел, подпредседателот Николас Мадуро го обвини Вашингтон за заговор против Венецуела и објави протерување на 20 американски дипломати. Тоа не е добро за идните релации, вели Карл Мичам од Центарот за стратегиски и меѓународни студии. Тоа е истото сценарио од минатото. Секогаш САД се виновни, секогаш некој од надвор се обвинува, што е рефокусирање од домашните проблеми. Но сепак Венецуела е голем снабдувач на нафта за САД. Дури обезбедува бесплатно масло за грејење за сиромашните американци преку непрофитна група. Професорот од Американскиот универзитет Филип Бренер вели дека ова е доказ дека за односите на двете земји ќе е подобро ако Вашингтон признае некои реалности. Например, дека Венецуела никогаш не се заканила дека ќе запре со достава на нафта во САД. Венецуела практично ништо не направила да им наштети на американските интереси. Сега со Мадуро на кормилото, Майкл Шифтер очекува попрагматична Венецуела во однос на Вашингтон. Ако ништо друго, дека ќе се обиде да воспостави канали на комуникација, вели тој.